Незадоволството од донесените одлуки за актуелната забрана за упис на невакцинираните дечиња во градинките и првачињата во училиштата, повредата на законот за лични податоци, недоследностите во спроведувањето на решенијата и нејаснотиите во законските одредби беа изнесени на денешната пресконференција од страна на представниците на Сдруженијата Од нас за нас и здравјето на Игла не влегува. Нарушувањето на правото на образование кое е загарантирано со Уставот и меѓу другото е непочитување на правото за заштита од дискриминација, истакна Гордана Гоџо. Ова е најбруталната дискриминација што ја изврши оваа држава врз најмалите, најмилите и најневините дечињата. Зошто? Затоа што се здрави. Од Сдруженијето информираат дека не се согласуваат со мерките предложени од страна на владата и дека иако и во минатото се забележани епидемии, никогаш оваа забрана не била применета од страна на надлежните. Хаосот дополнително е зголемен од страна на директорите во училиштата и барањето на потврдите за примени вакцини. Да се извади потврда од диспанзер стана невозможна мисија. Вие не знаете со што се родителите се соочуваат. Им беше наложено на директорите кои што очигледно не си ги читаат законите по кои што работат, дека не смеат да издаваат потврда доколку детето ги нема примено вакцините или доколку некои како разбрале, некои разбрале дека само МРП доколку ја нема, па издаваа празна само МРП, па со големи црвени букви пишуваа не е примена МРП вакцина, кај оние што нема МРП вакцина. Тоа е исто така повреда на Закон за заштита од лични податоци. Сдруженијето во сабота организира научна конференција на која се очекува да присуствуваат експерти од државата Словенија, Хрватска и Србија и на која ќе бидат изнесени спротивставените аргументи за и против вакцинацијата. Покана е доставена и до премиерот Зоран Заев, кој финансиски ја поддржал конференцијата, но нема да може да присуствува на истата, додека од Министерството за здравство засега нема потврда за присуство на конференцијата. Министерот за здравство пак Венко Филипче на почетокот на новата учебна година изјави дека останува цврсто на ставот дека за упис мора да има вакцинален статус, затоа што и резултатите говорат за позитивниот ефект врз локализирање на епидемијата.